Во Прилеп со нож е убиено 14-годишно момче. Во Скопје малолетник пукал со пиштол. 10-годишно девојче сексуално злоставувано од свој роднина. 2 девојчиња претепале со ученичка, додека машките наместо да бранат, фаќале сеир и снимале. И семејното насилство е во галопирачки пораст. 92% од насилниците се маши. Никому не му фали ни влакно од главата. Народот би рекол што им е налуѓево, каде пропуштаат или попуштаат спрегите во триаголникот деца, семејство, образование. Дали во ова колективно лудило на неказнивост? Насилството како да станува пракса. Во ова издание на Трилинг гостинка Вида Глигоровска-Бубалова, психолог, психотерапевт. Господја Бубалова, каде води ова лудило што ни се случува во секојдневието? Проблематиката на насилство е нешто што за жал бележиме како година низ година зема се поголем замав. И да, статистиката е доста поразителна, но имајќи во предвид дека голем број од жртвите кои што искусиле насилство не пријавуваат и секако родовата разлика, која што не е само во Македонија, туку и во светски рамки, дека повеќе насилството, жртви на насилство се жени и деца, меѓутоа има тука и еден голем дел каде што на мажите културолошки не им е дозволено да пријавуваат насилство. Зборувам и за очекувањата дека треба сами да се справат со насилството. Меѓутоа, овие бројки се и повеќе од алармантни и сето ова што се случува низ низа на годините и укажува на барање на вистина еден поинаков поглед и на семејството, и на индивидуата, и на образованието, и на сите други релевантни фактори кои што играат огромна улога во цела оваа приказна. Во таа смисла, некако очекувањата се насочени најмногу кон родителите и училиштето, меѓутоа тоа е само еден дел. За жал, оваа приказна не е апсолутно индивидуален проблем, не е ни семејен проблем, туку е општествен проблем кој што ги опфаќа и другите институции, како што е полицијата, надлежните институции, Центарот за социјални установи, медицинските установи, меѓутоа и секој граѓанин. Ние некако сме општество кое што низ времево развиваме толеранција на насилство и секој од нас кој што не пријавува, кој што на некој начин се заштитува, е одговорен за се ова што ни се случува, поради тоа што земјите кои што имаат намален пораст на насилство се многу сензибилизирани за пријавување, за приметување на насилството и веднаш реагирање. Како да се направи таа психолошка рамнотежа? Се чини дека луѓето стануваат се почесто импулсивни. Сигурно, живееме во стресно време и сите носиме одреден стрес, меѓутоа апсолутно примената на насилно однесување нити го намалува стресот, нити помага на разрешување на некои работи, па дури ако зборуваме во аспект на воспитување на дете, иако даде ефект, тие се многу краткорочни ефекти со многу далекосежни последици во однос на родител-дете, меѓутоа и како ние го воспитуваме и го учиме детето да се однесува кон другите. Стресот влијае, меѓутоа луѓето се доста адаптибилни, луѓето кои што се зрели, луѓето кои што сакаат да промовираат функционално однесување, да наоѓаат различни методи на релаксирање и растеретување од стресните состојби, кои што е факт додека сме живи ќе има стрес. Тоа е некако составен дел од живењето. Меѓутоа, начините на кои што семејството функционира е еден од начините на кои што може да се промовира насилство. Тоа се физичките казни, психолошките казни, економските казни, насилството во партнерските релации, во бракот, не кон децата, меѓутоа децата се жртви на насилство, па ако сакате и во пошироката средина. Она што е факт и во тек се доста кампањи, имало и претходно и актуелно има кои што се помагаат за меѓуврсничкото насилство,
е евидентно дека треба да обстојат, треба да продолжат, затоа што освен семејството, како една мала институција, тука е училиштето кое што треба да има ресурси за да ги препознае знаците условно на менталното здравје на децата. Многу често сведоци сме на убиства, крв, тепачки на тротоари, училишните дворови. Од каде тој излив на агресивност? Не говорам само кај младите. Имаме подземни структури кои делуваат. Ни се случуваат убиства во центарот на престолнината. Младите кои што тешко се пронаоѓаат, што е очекувана приказна, да кажеме, во училишните системи, во спортот, во некои други активности кои што се функционални за младите, многу лесно можат да потпаднат под ваков принцип на идеализирање и многу лесно да го присвојат како свој. И кога ваквите ситуации поминуваат, и знаеме дека има семејства кои што на некој начин, можеби и несвесно, ги бодрат насилните методи на комуникација. Ние често среќаваме во работа со семејства кога родителите викаат: ти немој прв да удриш, меѓутоа ако те удри треба да вратиш, не разбирајќи колкава одговорност е тоа за детето, во смисла дека он треба физички да се пресмета, треба сам да се заштити, што некогаш навистина не е можно. Меѓутоа помалку се апелира да се повика помош, да се повика возрасен, да тоа се реши на еден функционален начин кој што не подразбира тепачка, ножеви и друго физичко насилство кое што е тука, а ги има. И ние сме пред еден колапс, и образовен, и семеен, па и општествен, ако не трнеме со посилни учења на методи на ненасилна комуникација. Вие во една прилика, во едно интервју ќе кажете: живееме во вртлок на финансиска корист и статусни позиции, со се помалку време за семејството и пријателите. Дали децата се жртви на кариерните амбиции на родителите? Дали младите се оттуѓуваат? Или дали, впрочем, живееме во време на се помалку социализација меѓусебна, говорам? Некако тие критериуми, па и генерално некои вредности тргнуваат да се менуваат и во концепт на семејството. А тоа е се повеќе луѓе бркаат кариера, работат дополнителни работи и на сметка на тоа веќе како училиштето да не е доволно и се повеќе млади идат на воншколски активности. И кога ова е преку еден ден или е секој ден, некако интеракцијата измеѓу родител, дете и заедничкото семејно време трпи. Трпи и на квантитет, трпи и на квалитет. Што е суштина на меѓусебна поддршка, на изразување на љубов, на заедништво. Ако децата се копи-пейст на своите родители, кој би одговорил ако во Македонија се појави некој нов македонски Кецмановиќ, чак како младиот прилепченец, кој имал на список лица за ликвидација? Би одговарале сите ние, кои што сме дел од оваа земја, затоа што пак ќе кажам, одговорноста е кај сите нас. Родителите, како и сите луѓе, во еден момент имаат право да се случи нешто, меѓутоа сите останати имаат право да бидат тука и да помогнат. Кога викам да се случи нешто, мислам да они се разболат или да во одреден период не даваат адекватна грижа на детето. Господа Гавриловска, вие деновиве беше објавен извештај на Државниот завод за статистика и од аспектот односите маж-жена, фокусот е главно на родовата еднаквост. Преточине се случува насилништво на посилниот пол. На прсти се бројат мажите што биле казнети со затвор или кривично одговарале. Вие сте координатор на проект за поддршка на жртвите за семејно насилство. Може на прсти можеби да се избројат случаи кои биле целосно расветлени, но многу поголем е бројот на случаи каде што
оној кој нападнал, најчесто тоа се мажите, не се соочил со соодветна казна и најчесто полицијата или судството застанува во одбрана на посилниот. Како во ваков еден случај? Јас бев координатор на проектот психолошка поддршка на жртви на семејно насилство 5 години и за жал тој проект прекина. Искуствата и ние се соочувавме со навистина огромни предизвици. Работејќи низ тој проект покажуваат дека институциите прават тоа што можат да направат и оваа тема е повеќе од психолошка и психотерапевска, затоа што има вклучено социјално, има вклучено суд, има вклучено засегнати родители ако се работи за деца или деца ако е еден од родителите насилник. Она што помагаше, секако ние немавме 100% успех со тоа што дел од жртвите на семејно насилство што е очекувано се враќаат повторно кај човекот кој што направил насилство. Меѓутоа веќе не е ништо исто. Во однос на можеби најпластично го објаснува работата со сексуалното насилство кое што било од родител или од друг семеен член. Процедурата е толку долга да тие деца веќе пораснаа додека се заврши целиот случај. Тоа е интензивно стресен период во исчекување за секое дете или секој родител кој што ја минува низ таа фаза, прво затоа што не се чувствува безбедно, затоа што се додека човекот кој што го направил насилниот акт, кој што бил силување или друг вид на сексуална злоупотреба, може да дојде до контакт кој што може да направи силни психолошки последици и ова некако многу долго се пролонгираше наспрема очекувањата на семејствата и секако на жртвите на семејно насилство. Меѓутоа, ваквите програми се повеќе од неопходни, како и шелтер центрите кои што помагаат времено да се згрижат жртвите на насилство, за да помогнат овие луѓе во еден период да се стабилизираат, да се тргнат од насилниот систем и да одлучат како ќе продолжат понатака во животот. И секако, уште еден момент кој што не е исклучиво правило, деца кои што живеат во ваков систем се потенцијални жртви или потенцијални луѓе кои што можат да извршат насилни акти, затоа што живееле во тој систем, таквите акции, насилството им е нешто што им е познато и растеле со сето тоа. На крајот, како психолошки би ја дефинирале состојбата во која живееме во оваа држава? Еден вид на парцијална грижа за добробитта, каде што едни луѓе навистина се грижат, други луѓе некако имаат идеја дека само ова што е моја работа, се останато е одговорен некој друг. И како една грижа каде што некако повеќе се обрнува внимание на образованието. И јас верувам дека идејата или целта на секој родител е да детето стекне академски успех, се описмени, меѓутоа и да знае како да се заштити, да знае како да помогне на другиот и да знае како да стигне до својата среќа или благосостојба, која што не е секогаш само образование и финанси. Тоа е таа меѓучовечна комуникација, тоа е алтруизмот да се помогне некому, тоа е имањето на лична одговорност, конкретно и кон насилството ако се случува пред нас или ако видиме знаци на насилство, како и помагање на другите луѓе, со што и ние сами себе си помагаме. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас за интервјуто. Следете разговор со Вида Глигоровска-Бубалова, психолог и психотерапевт.